Мој соговорник во мојот живот, мојот свет, денеска почитувани слушатели е почитуваниот Ристе Наумовски. Ако речете вака, може би во Охрид ќе се одвија на ова име и презиме многумина или во Македонија. Но ако речете Ристе Наумовски виолинчето, тој е еден и единствен. Го познаваат во светот на музиката и во светот на нашиот Охрид во децениите пред, а се радевам дека со тоа што го остава како свој аманет и децениите потоа што ќе следат и новите генерации. Ристе, добре ни дојде. Јас малку подготвувајќи се за овој разговор со тебе, дојдовде на вистина интересна песна која всушност е чина ми автобиографска, затоа што и твој текстот, а насловот е Виолино друго или Виолино пријателке или другарке, па тоа значи така и тоа сликува и самиот прекар е всушност тоа, Ристе виолинчето. Добре ни дојде. Многу да се заблагодарам сакам на тебе, Милчо, пошто мислам дека од сите новинари, квази да ги наречам во градот, после, да не кажам многу, те ценам и те поштувам како новинар најповеќе во градот. Благодарам. А за Виолино друго, тоа е мојата животна приказка, да, јас, мојот текстот, али музиката е од Суат Усейн Суле, член на група Кода. Како настана оваа песна? Јас имам материјал, али никој пат не сум сакал да се промовирам како пејач. Тие песни од мојот материјал, кој ќе, ако доживеам, се промовираат некој пат во овој град, еден албум. Сите песни се излезени од мојата душа, платени се сите, на никого не сум останал борчлија, ни на автори, ни на било кого, ни на никого во овој град. Аз сум бил малку контроверзна личност, али така требало да биде. Значи, ова е песна која е настаната многу одамна и сепак е некој начин твојот живот со виолината, а знаеме дека ќе дозволиш ти сега јас малку да кажам некој збор за тебе. За прв пат чинам дека ќе се сетиш, се запознавме многу одамна, ти што туку вратен од Србија, од Белград, каде што живееше, работеше и твореше и создаваше, оскадарија по сплавовите и сето оно што се вика едно белградско кафеанско милие. Што морам да те прекинам. Да. Значи, види, јас, може би, ме знаат луѓето мене во Охрид, дека сум бил, може би, некој боем, али јас бев концерт мајстор на Бранко Госмановиќ. Тоа сакав да го пракажам. Значи, и таа информација и знам. Моето прво видување со тебе, нормално сум тие, бидејќи некаде вме и тука, близко генерацијски, 64-та, 69-та, учеше во Брат. Да, така е точно, тоа е точно. Да, беше во кафеаната, во ресторанот Пета Софија, кај Пендо. Ама не кафеаната, кажи ја убаво што треба на Охридски. Кафала. Така, јас во тоа време, кога Јово Пендо, да, газата на кафаната беше таму, јас со Митко, син му, Митко беше аджамија. Да. Бубачен. И одеа во Лидо. Јас тогаш свире во Лидо. Ама не свире во Лидо стално, него идав од Белград. Го памтам денот кога дојде Гоце од Лидо и ме трна од дома, рече да дојдеш дома да свириме, ама не е тоа многу битно. Таму беа Пендо и Бубачан, тие уште беа, ти кажам, аджами. Да. Хај, да си правиме на Охридски малку. Така. И потоа ми вели точно младиот Пендо, Димитар, ове, знаеш, Рист дојде сега од Белград, тој е нашиот најдобар музичар, најдобриот виолинист. Не си во право. Слушај, значи прво дојде овде кај мене дома и ми направи 6 Гоце од Лидо, Гоце Божи. Јас зборувам за тоа каде јас сум те запознал. А не ти каде. Али малку да се усогласиме малку. Да, може. Значи прв човек што мене од јас идав и се враќам Белград Охрид. Тоа е, како ти кажам, постскриптум. Да не ме разбираш. Мене прв човек што мене ми даде шанса да јас прозвучам во градот беше Ристо Момир. Во каде? Знаеш неговата прва кафана? Горе на Имарет. Точно така. Така. Таму почнавме јас и еден човек што морам да го спомнам, се викат Владко Јовчевски. Најдобриот музичар во Македонија е Владко Јовчевски. Али од него имат дипломиран
појак човек се вика Ѓоко Серафимовски, Ѓорги Серафимовски. Јас со него сме генерација во Братство, учевме заедно, јас и Ѓоко Серафимовски. Тој живее на Средни ноември, он дека многу струмен човек е, али мислам дека е професор во Братство единство школа. Да, таму е. Направивте ршум, што би се рекло во Света Софија, немаше место од луѓе кои што сака да ве слушнат, да ве гледаат и се разбира во кафеаната заживеа во вистинско светло. Митко Пендо, кога со Јово имаја проблеми нешто лево-десно, и јас дојдов, Владко Јовче рече, и седевме јас, Владко, Наум Петрески, Мирко Врето и Тони. Krenuo sam davno istinu da tražim kroz puteve strade i ne zna me i sretoh ja mnoge ljude i kafane i istine lažane što mi srce rade i sretoh ja mnoge i istine lažane što mi srce rane. Violino drugo, srećo moja tugo, suzo moja i radosti, istino i moja mladosti, suzo moja i radosti, istino i moja mladosti. Znam da ću nekad na tom putu stati i želeću tada da se mladost vrati i istinu pravu znam da ću da shvatim da mladost moju ne mogu da vratim i istinu pravu znam da ću da shvatim da mladost moju ne mogu da vratim. Violino drugo, srećo moja tugo, suzo moja i radosti, istino i moja mladosti, suzo moja i istino i moja mladosti, istino i moja mladosti. Мојот музички пат. Па мојот музички пат почнува од основното музичко училиште Методи Пачи. Лиле ми беше мене учителка. Од Стојан Димовски жена. Таа мене ми потпиша дека јас во 6-та година основно музичко училиште го свирев Шубертова Стерената. Потоа е све историја. Па таа историја ме интересира. Еве, како продолжи ти со музиката? Па потоа татко ми купи виолина од Светко. Виолиниста беше тој наставник во Гливор. Крстановски. Не му го знам презимето. Светко Крстановски, да? Така. Тој 3.500 марки му се плати таа виолина и јас, ама пред да се плати таа виолина, јас појдов по налог на мајка ми кај Наум Јовиловски, најголемиот педагог што Охрид некој пат го
створил во Бисери. Во културно-медицко друштво Бисери во Дом на култура. Точно така, на Мрвиловски го знаете сите. Да. Всичко ночи го викаме ние. Така е. Тој мене ме научи што значи музика, али пред него што значи уметност ме научи Нури Тупец. Така. Дали го знаеш кој е Нури Тупец? Тој наставник во братство. Да, ликовно ми предаваше и бајарство. Тој беше дипломиран бајар. И така, тој ми кажа во Лувар, кога ќе да гледаш Мона Лиза, немој преднизе, него ќе се вратиш назад и оддалеку ќе ја гледаш. Го заврши основното, односно нижето музичко, така? И толку заврши. Тука заврши моето званично музичко образование. А каде продолжи тоа новото друго образование? Музичко. Прво војска. Воен оркестар? Не. Одјав како морнар во Пула. И после мајка ми ја донесе виолината на заклетва. Тоа беше единствениот период кога ја немав виолината до мене. Од кога ми ја донесе виолината во Пула, таму имаше офицер, што ми беше мене, Трпе Стефановски. За жал тој почина, најголемиот специјалец морнар на Југословенска рата морнарица, и од кога ме обучи за све што треба, рече сега ти ке свириш. Покам, разумем. Тој беше од Тетово, го вика Црна мамба. Јас сум 1,62 м, тој беше 1,59 м.
Помина војската и потоа каде со виолината патот? Каде продолжи твој? После војската заминав во Белград. Со едно куверче и со 3-4 одела, пантоли, отанкови. Имаше еден кројач овдека во Ташијана, ме ги среди и така. Од тука почна се. Како се снајде во Белград? Кој беа тие кои ти подадоа рака прво во светот на музиката? Па, Милчо, да ти кажам право, ако ми веруваш, јас прво ујдов, малку ја зедов виолината, врат се и прешетав с Каданлија и легов по неколку кафани таму, негов дали имам треба виолиниста, ме мислеа Буда. И после тоа видов дека во Бранко Красманович имат аудиција. Тоа е познатото култно-уметничко друштво во Белград, да. Па не е култно, него е, мислам, најглавната културна институција што Југославија некој пат е имала, бидејќи матика, Дарика Матиш Марович таму беше шеф на хорот. Аудицијата е многу битна. Кажи ја. Па, јас малку закаснав, беше завршен. Јас секој пат каснам во животот. И влегвам натре со оделото од таткови, не знам како се изгледав. И само леков едно, мене е послал Џого Константинов. Да ти кажам поќе? Доволно, да. Не знам дали знаете офиќани дека Џого Константинов беше најспектакуларниот солиста на фолклорот на Бранко Красманович. Го вика Џоко Мамалига, доктор, не знам. Го познаваме, да. Добре. Така, јас и Дуле, таму беше тој, она нешто, не знам, беше шеф на Хорнице Нов са Белград. И што ти рекла, кога им кажа така? На аудицијата? Да, не мораш ништа. И? Ама тогаш немаше мобилни телефони, че му го спомнав Џоко Константинов и се реши. Тој си од Дуле, следниот ден ми рече, можеш да дожеш ујутро мало да се видим. Покам, па имам неке паре за автобус
Доđi, ако имаш паре, доđi. И јас дојдов. И прво е прошетав по Македонска улица. Не знам дали знаеш кај е Македонска улица. Знам, добро, политика. О, добро. Виж, и ти нешто знаеш. После слегоме по Балканска улица. Значи, Кузманац е на Балканска. И ме облекоја кондури и све едно друго. И рекоја, од данас си примлjen у Кузманцу и ај да видимо дали е Джоле бил право. Изедно во меѓувреме му се јаве на Джоко Константинов. Но не знам сега дали јас успеав или не знам. Да. Секако го оправда твоето присуство. Ама и Джоко Мамалигана Константинов, знаеш што беше најважно? Дека јас и Джоко бевме кај Номче Гаврил ученици. Имавте добра школа. Најдобра на светот. Што се случи потоа во Кацманац со тебе? До кога остана кај нив? Па имам сертификат. Требаше да останам в Србија, ама се деси војната. И кога сватив дека јас во мојава држава, Југославија, треба да правам документи, јас многу се разочарав. Останав до крајот на војната и едно 50 луѓе беа дома кај мене во мојава куќа, збринати од шит. Татко ми мој Џоко Наумовски му вадеше лекарско уверение од болници по градот дека не се способни за војна служба. За да се спасат од виорот. Помина и тоа. А музиката и ти неразделни, и виолината. Ама друго сакам да ти кажам. 2 пати бе пукан во Белград. Добро, тоа е друга приказна. Сега одиме на музичката. Се врати назад. Се ожени. Имаш 2 деца. Прво се ожена. Тоа најубавата жена на светот. Јас мислам дека беше. Бог да ја прости. Тоа е живот. Тоа е. Што се случи со музиката потоа ти од која се врати од тој живот заедно Наум Петрески, тие ансамбли, тие настапи во Охрид. Охрид тие рани 90-ти беше едно посебно. Истото што кажа не може. Една особа сакам да споменам. Повели. Благица Павловска. Со нејзе зедовме прва награда Гран При на 30 годишница од Валандов. Нежна серенада, така? Точно. Ја снимавме кај Григор Копров во неговото студио. Сте во контакт со Благица се уште? Како колеги? Јас и Благица не сме колеги. Јас и Благица сме брат и сестри. И да ти кажам една работа. Повели? Благица Павловска, ја викавме ние Змија. Таа е најголемата легенда на македонската народна музика после Ласка. Тоа е друго не важи. Јас ке За Наум го тргам на страна, пошто Наум е вториот Кирил Манчевски. И да ти кажам една работа. Пепи Баптировски во Америка којде, умре во мојата куќа кај брат ми. И тамо збираја пари да го погребе. Што те интересира за музика во Македонија? Имат еден уште жив човек, се вика Благој Децковски. Тој е исто виолинист. Тој е заборавен човек во оваа држава. Човекот што створи македонската народна музика. Тој е најголемиот мајстор на сите времиња. И Григор Копров. Сега ќе те вратам малку на една песна посветена на големиот празник Водици Богојавление, отпеана од тебе заедно со тогашната група Света Софија, така ли се викавте? Јас бе во Скопје. Дојде Боče Нечовски од Коваојлов кај Сузана Турунџиева на интервју. Памтиш, имаше емисија една. Така, на еден. Не е битно форматот сега, битно е тоа. Добро, не е битно. И ми викат Боče Нечовски, викат, брат, имам, а тој е од Ресен. Тој е ресенчанец, мој човек е. Добро. Тој ми е брат ми. Викат, имам една песма, текст. Нешто, некоја птица под галичица. Му викам, слушај, брат. А да ми напред, и викат, сакам да се појавиш на фестивал. Јас му викам, слушај, брат. Јас по фестивали не сакам да го дам, ама ако можеш да ми направиш песна за Водици, можеме да се договорим. И првата строфа е негова. Цел народ ми се собрал, долу ми станиште. Одлично. Втората строфа е моја. Народ е македонски, ти порти отвори, тоа е моја строфа. И третата строфа е негова. А музиката е од Гоце Ѓукески. Прекрасна песна. Значи.
često vino, pesna ti pejme nije za Vojordanije. Vodici praznik golem, naši od kore, duša Vasija mija, o Sveta Sofija. Često vino, pesna ti pejme nije za Vojordanije. Vodici praznik golem, naši od kore, duša Vasija mija, o Sveta Sofija. Slavi se što je izjasno i ovi sve što ima se makedonsko. Gospodi, jezero sveto sino, lepše sotino, pesna ti pejme nije za Vojordanije. Vodici praznik golem, naši od kore, duša Vasija mija, o Sveta Sofija. Имаше уште едно појавување на фестивал 2023 со уште една прекрасна песна посветена на нашиот Охрид и преубаво ја изведе, ја донесе на сцената до Охрид. Тогаш освен Гран При се викат Вечен Охрид. Да. Така. Ама таа песна не е појавена ни на YouTube нигде. Ја има? Сите Гран При ги дадов тогаш, сам, без никаква помош. Ама таа песма, мислам дека треба да влезе во историја, пошто е таа текстот е цел мој. Od Boga sozdadeno, od luge izgradeno, na vodici krsteno. Od luge izgradeno, na vodici krsteno.
duša slovenska. Ovide sam ujlo, ti narode Klimento, zemljo mila makedonska, duša naša slovenska. Svetlina preku slovo puštena, od nauma osvetena, od Klimenta prosvetena, od nauma osvetena, od Klimenta prosvetena. Zemljo mila makedonska, duša slovenska. Ovide Samujlo, ti narode Klimento, zemljo mila makedonska, duša naša slovenska. Duša slovenska, ovide Samujlo, ti narode Klimento, zemljo mila makedonska, duša naša slovenska. Duša naša slovenska, duša naša slovenska. Што ќе кажеш воопшто за тебе и музиката? Што ти даде, а што ти оддаде во животот? Милчо, Да. јас сум ептем многу контроверзна личност. Да прашаш 10 луѓе во градов, 9 ќе ти кажат не е нормален. Ама слушај ме добро. Јас сакам Охрид да биде тоа што треба да биде. Јас, ајде да не кажам пати. Едно ќе ти кажам. Добив генерално право од Григор Копров да направам песма за Томчо Балан. Беше изведена на Охридски трубадури. Дали ја знаеш песма за Томчо Балан? Да. Така. Јас се имам отпејано, аранжманот го направивме јас и Џоко Светатимовски и ја отпеав кај Јовица. Карелиевски. Така. Многу земи, градови, помина папа, и рујно вино пие, кај што ке посака. Многу жени се буделе во негови преградки, а тој
трубадурите. Песни во срцето него го допреве, а само за притворношту го тера да заплаше. Многу жени се будеве во негови преградки, а тоја сака само марже од робчевци. Песна за Томчо баба вечерва певе, дождот го запираме и за него свириме. Песна за Томчо баба треба да остане вечна ко езерото и ко трубадурите. Вечна ко езерото и ко трубадурите. Дали и понатамо ќе се занимаваш со музика? Сега настапуваш, ли пееш, свириш? Јас од музика живеам, дуре 4 жив, мислам дека од тој ќе умра. Ако ме разбереш. На брегот седи бисера, ко самовила, песна слуша љубовна, бранот што ја однесе длабоко во душата, чиста душа моминска. Песнопоет, тако што мајка веќе не раѓа. На вино вади старо кремане, на ракија седев на тамбура, со песна љубовна, ко солза моминска, двигај срцата, ајде срцата наш климе чека, бисер Охридски, за песна стара македонска, душа си искрена, ајде душа си дава климе чека.
красниот песнополец, таков што мајка веќе не раѓа. На вино вади старо кермане, на ракија седев на тамбура и на пијаното со златни тонови ги играле срцата. Ајде, срцата боемски. Наш климе чека, бисер Охридски. За песна стара македонска, душа си искрена. Ајде, душа си дава, климе чека. Убаво те прашав, не ми одговори, да го ставиме тоа настрана контроверзноста. Што ти даде и што ти оддаде музиката воопшто во животот? Како помина со неја во животот? Слушни ја виолино друго, све ќе ти стане јасно. Ќе чуеме. Ти благодарам многу за разговоров и за одвоеното време. Само една порака. Може? Може. Сакам да му кажам на Охрид. Ерусалим. Таму. Тоа е цртан филм. Преспа и Охрид. Се главниот Ерусалим. Толку од мене.